Филипче не седнува на лидерска маса со Мицкоски. Лидерот на СДСМ го одби предлогот на премиерот за средба на која парламентарните партии требаше да разговараат за заглавениот избор на народен правобранител, за реформските закони поврзани со евроинтеграциите, но и за укинување на техничката влада пред избори. Доколку сакаат избори, Филипче им порача на ВМРО ДПМН и Знам сами да се ги распишат. Ги стави канџите во правосудството, превзема целосна контрола врз обвинителството, носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската Унија, тоа го прави за заштита на криминалот на власта, донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата, со тоа ја загуши дополнително демократијата, и донесе закон за полиција, за целосна партизација и за бркање на професионалците. Да не бе овие чекори, можда и можеше да се разговара, ама ова е класична мафија. Со криминалци кои се обидуваат да узурпираат се и да се спасат себе си, нема седнување на маса за техничката влада. Има само одговорност. Сето она што СДСМ го говори во изминатиот еден месец, сега се случува пред очите на граѓаните. СДСМ во текот на изминатиот мандат беше согласна техничката влада да се тргне од законот за влада како привремено решение воспоставено за изборите во 2016. Но сега се предомислуваат, бидејќи како што велат, владењето на ВМРО ДПМН е покажало дека партијата не ги сменила навиките и се уште влада е недемократски. Доколку сепак власта го послуша советот на Филипче и самостојно ја укине техничката влада и распиша избори, СДСМ ќе учествува во изборниот процес. ОДУ пак се воздржани. Поканата се уште не е испратена, туку само најавена. Кога ќе пристигне, ќе градиме став во врска со неа, велат оттаму. По ставот на Филипче дека нема да седне на иста маса со Мицкоски, премиерот денеска оцени дека СДСМ се однесува незрело и неодговорно. Имаме многу закони кои што ценат дека треба во еден инклузивен процес, иако ќе повторам, нас апсолутното мнозинство во парламентот ни овозможува и без консултации со опозицијата тоа да го правиме. Но ете, за жал, имаме неодговорна, неконструктивна опозиција, безидејна опозиција, која што се служи со вакви квалификации, како што денеска ги слушнавме на пресконференцијата од страна на господинот Филипче. Во ред, предпоставувам и ваквото однесување негово на ваков тип на обраќање во јавноста е составен дел од неговиот менаџерски договор кој што го има подпишано како председател на СДСМ во овој момент, па предпоставувам дел од врските кои што треба да ги одработи, а се содржани во тој менаџерски договор, и ваквите навреди кон владата и одбивањето на вакви средби. Лидерската средба Мицкоски ја планирал за 14 јануари, пред неговото заменување на конференцијата во Давос. И покрај одбивањето на СДСМ да учествува, премиерот не се откажува од средбата и најави дека до утре ќе испрати официјални покани. Од коалицијската вреди ја поздравија иницијативата на Мицкоски и потврдија учество на средбата. Катерина Нешкова, Сител телевизија.